Секогаш кога има криза, а во моментов се неколку истовремено, по правило постои голема неизвестност за иднината и тоа многу го отежнува работењето на фирмите. За да му се помогне на приватниот бизнес сектор, да можат фирмите подобро да ги планираат своите активности за спас и излез од кризата, треба да се обезбеди колку што е можно поголема предвидливост на условите за работење. Имајќи го сето ова предвид, како и важната улога на даночната политика, Стопанската комора укажува на потребата во наредните 2 до 3 години да не се менува даночната политика, да не се зголемуваат даночните стапки и да не се менува начинот на оданочување. Навремено да се врши поврат на данокот на додадена вредност и навремено да се сервисираат обврските на јавниот кон приватниот сектор. При тоа, ако државата има потреба од повеќе пари во својот буџет, нив треба да ги обезбеди преку намалување на сивата економија. Тоа значи да се наплаќа од оние што избегнуваат да ја платат на државата, наместо да се зголемуваат даноците за оние што редовно си ги извршуваат финансиските обврски кон државата. Во оваа прилика, сакаме повторно да укажеме и на потребата законите кои што се од особено значење за деловното работење, секогаш, без исклучок, да се носат во рамки на еден транспарентен и инклузивен процес. Тоа значи дека мора да запре носењето на важни економски закони без консултација со бизнисот, затоа што така се пропушта шансата да се изберат најдобрите законски решенија со кои најмногу ќе се придонесе за развојот на македонската економија.